Вечно я сакам Босая своја, Скопје каже ми. Руфајска текија во Чаир. Спаѓа во поновите османлиски споменици во градот. Изградена е во 1818 година, а обновена во 1933. Основач на текето е Мехмет Ефенди син на Исмаил. Роден е во селото Грубчин Тетовско, откаде татко му го доведува во Скопје како дете. Тој уште во раните години покажува интерес кон учењето и е запишан во верско училиште, а по завршувањето станува главен касиер во финансиската служба. Кога во Скопје доаѓа шејх Сеид Хаџа Хатиф, припадник на руфаискиот ред, Мехмет го запознава со него, се спријателува и станува негов дервиш. Откако ја добива шејховската диплома, ја напушта службата и купува куќа каде ја претвара во теќе во 1818 година. По основањето на теќето Мухамед заминува на поклонение, но малку по враќањето тој умира во 1838. Како ќехаја на скопскиот еснав се споменува Хаџи Баба Шејх на руфаиското теќе. После него за шејх доаѓа неговиот син, како што тоа е одредено во вакуфнамата. Шејкот Хаџи Садуин, која према шејховската диплома од тогашни шејхови, тоа го истакнува неговиот внук Салудин. Тој го проширува теќето и во дворот ја гради чешмата, а надписите на портата и од внатрешноста и од надворешната страна исто така се негово дело. Тој патува, но тоа е обврска на дервишите, а должноста ја врши 15 години. Умира во 1869 година. Потоа за шејх доаѓа неговиот син, шејхот Мехмет Ел Бакир. Дипломата за шејх ја прима од шејхот Абдула од Софија, а во теќето служи пред да стане шејх и потоа, цели 40 години. Од народот бил многу сакан и многу почитуван, а исто така е и важна личност помеѓу учените кругови на Скопје. Тој повторно го гради теќето кое било разрушено како и пресушената чешма. Во негово време е подигнато од Сейфулах бек турбето на теќето, во кое се наоѓаат гробовите на шејховите и нивните најблиски роднини. По смртта на Ел Бакир доаѓа неговиот син Салудин, кој умира во времето на поранешна Југославија. Неговото име се наоѓа во делата на Глиша Елезовиќ, каде се пишува за Скопје, каде го споменува како свој водич и ја истакнува неговата ученост и култура. Со неговата смрт се прекинува лозата на основачот и избирањето на шејх. Се врши помеѓу роднините, како што е одредено во вакуфнамата.